бараме да не почитуваат и да ни овозможат да и ние се чувствуваме како оние функционерите што ги погачија нивните плати за 78%. Работничка поворка во центарот на Скопје за поголемо достоинство на работните места. Мотото "Без договор на маса, протест на улица" ги обедини работниците од целата држава, едногласни во барањето што го адресираа и до политичарите и до работодавачите. Зголемување на минималната плата на 600 евра, но и на сите останати плати за најмалку 6000 денари. Ударот на инфлацијата станува се посилен по џебот на работникот. Разочараноста од скапата живеачка доцна попладне се прелеа на улиците, каде се обединија работниците и од приватниот и од јавниот сектор. Нема сфера во нашето општество што движи барем малце чекор по чекор напред. Нема таква сфера. Ако збориме за образование, за здравство, во било која сфера од општеството, то нема. Па до пред 10-15 години беше многу попристојно и веќе последниве 15 години то нема. Работам во администрација, во државна институција, каде што платите се останати на едно исто ниво наназад толку години. А некои од граѓаните велат дека достоинството не се гледа само низ призмата на платата. Просветните работници преку протестот побараа и по соодветни образовни реформи кои ќе создадат позрели генерации. Да се престане со бесмислени реформи кои само не понижуваат и нас и учениците и на крајот на краиштата и сите останати. Пред се да се прекине со бесмислени реформи кои не водат никаде. Мислам дека нема најнепочитуваната професија сме токму ние. На улиците излегоа и родителите на младите кои веќе се зад границите. Поради испразнетиот дом, битолчанецот Живко Гурабиевски се бори за подобар систем, кој повторно ќе го обедини семејството во кое има 2 сина. Системот фактички од тука ги збрка неправдите, корупцијата и така натаму, и затоа моите деца се во странство на жалост. И останавме со жена ми двајца од 2 деца останавме сами дома. Сега се бориме за да се вратат тие назад, за да му направиме подлоги и подобренина за да се вратат назад. Денешниот протест, кој го организираше Сојузот на синдикати на Македонија, следува по неуспешните обиди за договор со работодавачите и владата за зголемување на минималната плата. Премиерот Христијан Мицкоски вчера потенцираше дека останува на ставот, оти владата ќе подржи договор меѓу работниците и работодавачите, а согласно законот, платата ќе биде зголемена во март.